Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnuva. Houston, we have a problem. Dobro večer, Milenko Nedeljkovski. Денеска на 23.12, бидејќи нормално не знаат овие од Агенцијата за електронски медиуми кој ден е, па секоја емисија мора ги подсетува. Од сега до 18 часот е, од 17 до 18 секоја минута и секунда. И тоа ете вака да им биде јасно според законот. Миленко Неделковски шоу, радио шоу, кој е наменет на домашна тема и не може да биде на било каква друга тема од причина што толку се изнаслушавме глупости и јадови да веќе се тоа доаѓа да не излузди сите на тому. За да не бидеме во целава емисија избудалени крајно, бидејќи говорниот дел ќе биде за луѓе кои се ненормални, кои се нетокму и изјавите им се такви, за да не бидеме, ќе се обидам сето тоа да го спасам со убави, радосни, новогодишно божични песни, олдис, така наречени, стари песни од 50-тите и 60-тите години. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look in the 5 and 10, Listening once again, with candy canes and silver lanes aglow. it's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that chooses the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope for Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Now there's a tree in the Grand Hotel, One in the park as well, the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots, is the wish of Barney and Ben, dolls that'll talk and we'll go for a walk. is the hope for Janice and Jen. And the Mom and Dad can hardly wait for School to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart. Пред некој ден баш убаво напиша една реченица која отсликува целава ситуација на својот Facebook профил Цветин Шлиманов, каде што се пожали дека му почнаа да му недостасуваат епитети за да ги опише работите кои се случуваат во и околу СДСМ и со луѓето од СДСМ, оние кои се измеќари и оние кои се раководители на
ta zlostornička organizacija. Vika mi ne ponestasuvate epiteti, moram da najdam rešenje kako da dojam do nekoj drugi epiteti, oti sve što možeš da se kaže se ispokажа, a ovdje i ponatamo продолжуваат со повеќе и повеќе достигнувања вакаво во наводници. Исто така денеска пред 2-3 сата ми се јавува Јанко Илковски, Јанко Јадибурек, и вика, бе, другарке, си избудали ме, бе, со овие, бе, не може веќе, не знаеме што да кажеме више, вика, толку не избомбардира со од глупост во глупост. Викам, дали се сеќаваш што ја кажав јас кај тебе во емисија, дека едноставно и на светска сцена, и на европска сцена, а еве кај нас дома, ќе ни ги срушат сите вредносни критериуми. Се оно што некогаш нешто значило, да минеш граница или да имаш однос кон суд или да било што, да имаш респект кон повозрасен или да прво треба да направиш кариера па потоа да кажуваш што е како е, сето тоа одеднаш не важи. Сите се стручњаци, сите се експерти, секој може, партија која сака да дојде на власт, сака да соработува сака да има илегални фабрики, сака да соработува со криминалци, со тие криминалци во тој момент, разговара во моментите кога се апсени тие криминалци, им гарантира дека ќе ги ослободи. Значи сите морални норми, сите критериуми на едно живење, на едно општество, како што сме се договориле, не ние, воопшто сите цивилизирани земји во светот, практично паѓа, се руши. Радувањето за рушењето на Берлинскиот зид, кога се обединија двете Германии и паѓањето на таа бариера, сега е смешна после 25 години, кога гледаш како се градат зидови и зидови, вклучително и во Македонија на Богородица има зид, па имаат маđарите зид, па имаат словенците зид, па имаат австриците, па германци и сите зидови. А толку радосни беа сите кога се рушеше Берлинскиот зид, дури се одбележа, дури и советникот на претседателот Иванов Ивица Боцевски напиша и колумни прославувајќи 20 годишнина, 20 и не знам колку годишнина од паѓањето на Берлински зид кој бил историски. Не е ништо тоа. Тоа е едноставно една отсечка, еден момент на колапс на голема империалистичка сила, како што е Советскиот сојуз, и раст на втората која е обстанала, тоа е Соединените американски држави, а ни еден систем не може да се држи на една нога. Чопав систем не го бива, не може да се трка ни на 100, ни на 100 метри, ни на оние 40 и нешто километри на маратон, значи чопав, надпреварувач, за жал, значи хендикепиран, не може да учествува на Олимпијада. Срушени се сите системи и затоа немаме доволно епитети. Би му порачал на Цветин Чилиманов. Или мораме да измислиме други епитети, или целиот овој хаос да се пресече и да се рече доста е веќе. Дојдовте преку онакво и со вас е веќе готово. Тоа се двете опции. Сега ова евентуално мекава опција е таа да земеме да измислуваме нови епитети. И ми како да измислиш нов епитет за Зоран Заев, кога сите епитети 10-кратно веќе ги има? Како? Мислам сега толку па ниеден од нас не е талентиран, никој од нас не е капацитет на Хемингвей или на Достоевски, па сега да измислува зборови епитети. Толку не сме ние надарени колку што е тој надарен да создава, креира, прави и брани глупости. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming
of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, Just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright. Be merry and bright. And may all your Christmases be white. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Ajde, probajte, ne slušajte emisiji Te na Milenko Nedeljkovski na radio Slobodna Makedonija. Go ahead. Make my day. Interesno je deka kako onija koji se apsolutno ne podgotveni da vodat seriozna politika, seriozan biznis, seriozan život, seriozna analiza, seriozno da se osvojata profesija. Mislim, i komičarot, i Charlie Chaplin, da kažem, je seriozan voprata svojata profesija. I Billy Crystal je seriozan vo svojata profesija. Znači, da se seriozni vo profesiji te koji gi rabota. Da kažem, sportski komentator da je seriozan. Ili neko što vozi buldožer. Ili zidar što zida zid. Mora da je seriozan, ne može da je kriv. Interesno je ovdje što se apsolutno neseriozni i što mislili da je te taka od sve se jade i sve što će kaže, što će izlažeta im prođalo to, vo malo, vo familija, vo zgrada, vo vles i tako natamo, deka ke može da projde i na po široka scena, se gleda deka je produkt koje ili se raboti za luge koji se glupavi, što ima i nema, među njih, ili se raboti za luge što se debelo potplateni za rabotat na agendata za rušenja ova država, što kaj najgolemio delo od njih je istina. Vidite sve što se slučuje. Znači, dobiva nagrada novinar na Fokus koji nekogaš, koga beše Nikola Mladenov živ i koga pišuvaše, koga tamo pišuva Cuculovski, Mirka Velinovska, Trendo, Darko Janevski, koga to je vesnik ličeše, to je nedelnik ličeše, Сега je pretvoren vo jedna žuta štampa koja vo golema merka zavisi od maliganskog raspoloženja na glavната urednička Jadranka Kostova-Nikolić. I сега novinar tamo, koji se Ljubiša Arsić, vadi afera za koja dobiva i nagradi. Ne nagrada, туку nagradi, od koji едната и od Европската унија. А, очигледно, дека
според овие настаниве што се случува последните 2-3 дена, 4, сите податоци ги добивал од подземјето, поврзано со политичка партија. Значи, сите податоци му ги давал Зоран Заев, Оливер Спасовски, нивните соработници во подземјето во Скопје, као тој Чауш или било кој. И сега за тоа добива награда за не знам какво слободно новинарство за соработка со криминалци. Слична ситуација беше апсолутно и со оној Кежаровски. Значи тоа е тој тип новинари кои работат, не се тие несериозни, тие се неспособни и криминогени типови, меѓутоа професијата новинарството ја прават несериозна. Ајде тие во ред, тој единка е. Меѓутоа се испоотворија еден куп најразлични сајтови, организации, невладини и така натаму, кои имаат различни имиња. Вистиномер, демек ја мери вистината. Проверка на факти, демек ги проверува фактите. И тамо, ајде у тој вистиномер, никого не познавам, читав тамо, еден нема некогаш у живот што направил текст, емисија или било што, значи, апсолутно појма немаат од новинарство тие во вистиномер. Ево, меѓутоа, во проверка на факти, гледам, проверува факти Тео Блажевски, Коко Бојаровски, не може да кажам дека некогаш не биле добри новинари и некогаш не биле добри уредници. Сега, ставајќи се себе на платен список на некој што и мисли лошо на оваа држава, апсолутно се испопропаднати како луѓе, како персони, па и како професионалци во својата професија, тоа веќе не се, меѓутоа ете работат во таа проверка на факти. Па потоа има, така наречен го оформија Совет за етика, тој беше во оној законот најнов од пред година и пол, сега пак и тој не чини за медиуми. И Совет за етика, и таму има испонаброено еден куп луѓе ставени, читај ги сите, ни еден никогаш ништо нема напишано. Ни еднаш нема напишано репортажа, колумна, анализа, името да го кажеш на било кого по улица, по никој не ги знае. Од 100 души да прашаш, 140 не ги знаат. И тие се Совет за етика. Не покажале по што се они етични за да ценат дали се другите етични. Значи, кој е критериумот за да советуваш за етика? Кој е твојот етички критериум? Па тој Совет за етика, па има и комисија за жалби, каде што Емирче Адамчевски, кој катастрофално го водеше Советот за радиодифузија и беше сменет, од самиот СДСМ беше сменет да биде донесен нов тој тамо Зоки, тој помпашот од Пуцко Петрол. И тамо пак во комисијата за жалби повторно Тео Блажевски. И у проверка на факти Тео Блажевски, и у комисија за жалби Тео Блажевски, сегде Тео Блажевски. И некои си тамо Беки Мајдини, тие не ги знаме с кој се тие, не ги разбирам по имени и по презимени. Во секој случај, вистиномер, овие што проверуваат вистина. Проверка на факти, овие што проверуваат факти. Совет за етика, овие што кажат кој е етичен, кој не е. Комисија за жалби при Совет на етика, деме како некој се жали и така натаму. Никој, еве, 6, 7, 10 ден, ништо нема напишано за достигнувањата во наводници на Љубиша Арсич. Ништо апсолутно нема напишано, ништо апсолутно од сето тоа не постои. Да беше било кој друго нешто да кажал. Некој Маријан од Сител, некој Љупчо од Сител, некој Ацаци од Сител, некој Лаки од Сител, некоја Богатинов од Канал 5, Миленко, Бурек, било кој некој нешто да кажал, тоа ќе беше и на вистиномер, и на проверка на факти, Совет за етика, па жалба, комисија за жалби, све. Ова молк. Со самото тоа, сите овие што ги наредив, се ставаат себе си, се декларираат јавно, се изложуваат јавно, дека се луѓе во кои прво не може да се има доверба, и второ, јавно се кажуваат себе си дека се службеници во служба на луѓе, на институции, на држави, на криминалци кои сакаат да ја слушаат оваа држава, овој поредок, оваа волја на народот во Република Македонија. Со самото тоа што не реагираат, тие си се декларираат. Може да изиграваат они многу да се сериозни, за разлика од Јанко кој има чудни тие
капи и маски додека вози точак, или Миленко кој има брада и коса, или Лаки кој кажува дека е доктор на науки и така натаму. За разлика од овие, тие од таа страна се нешто сериозни, машна, бела кошула, темно сако, демек. Джентлмен со, има една кумановска, джентлмен со машна, онакво уташна. И така да, и тие сериозни, а овие овдека несериозни. Меѓутоа, тие сериозни самите се покажуваат дека формата е во моменти битна или има прави одреден лик на нештата, меѓутоа суштината е најважна. Она што ќе окажеш, она што ќе го живееш, она што го мислиш, она што треба кога ќе го напишеш, кажеш, создадеш во емисија или во текст, да живее после тебе, односно да живее после тој момент, не да заврши во истата секунда. Тоа се луѓето за кои, пак ќе кажат Цветен Чилиманов, вели, немам веќе епитети, не можам веќе да се сетам на епитети за нив, оти ги истрошив сите. Тоа се тие кои би сакале да креираат нешто, а не можат. Зошто не можат? Од една проста причина, затоа што настаните кои се случуваат ги изфрлаат на површина, ги изфрлаат во прв ред пред публиката, на која не може да ја излажат и која не може да ја продадат магла и која не може да ја изфолираат и која им се исмејува. Затоа тие луѓе кои ќе идат на пазар не им даваат пазарџиите да пазарат, како што е ситуацијата со Оливера Трајковска, или не ги пуштаат во кафана, како што е ситуацијата со Борјан Јовановски или со Бранко Геровски, едноставно не ги комуницираат, или како што е случајот со Бранко Тричковски, да не може да излезе од пред врата. За жал, тоа е животот на оние кои сакаат да го третираат народот како недоветен, глупав, неизбањат, наивен, манипулиран и така натаму. Сето ова со овие најнови случувања во последниве 4-5 дена толку излезе на површина, толку се покажаа ликовите на сите тие луѓе, да е нешто не е можно да преживеат тие, не е можно да преживее нивната политичка опција ваква каква што е во следните неколку месеци. Не е можно СДСМ да преживее повеќе од 4-5 месеци, доколку вака остане оваа ситуација во кој си, доколку не се нешто престројат, нешто не се расчистат во своите редови, па да дојде некој посаглан, понормален, поискрен, почесен, не мора да е најчесниот, ама да е барем нормална особа. Ова овдека си имаме работа све со поликлинички случаи, а за жал доволно доктори, празни соби и кревети нема ниту во Бардовци, ниту во Демирхиса. Што се однесува до најновиот политички настани, мислам дека неколку Facebook статуси се исклучително карактеристични и у неколку збора, што е талент на тој што пишува, се искажани. Например, Илија Димовски пишува: Спасовски не негираше дека контактирал, Заев не негираше дека предал прислушкувани разговори, тоа е тоа. И апсолутно се согласувам со Илија Димовски. Кога сме кај него, можам да кажам дека има едно многу убаво парче од гостувањето негово овдека во Радио Слободна Македонија, мислам дека гостуваше кај колегата Маријан Ранду, и би го одвоил тоа сега за да може да го чуете во контекст на ова. Спасовски не негираше дека контактирал, Заев не негираше дека предал прислушкувани разговори. Тезата која што Заев се обиде да ја продаде вчера на медиумите е лажна. Дека вели немало Оливер Спасовски да тера истрага за сам да се уапси себе или за да го уапси Заев. Не е точно. Оливер Спасовски врска немал за оваа истрага. Појма немал. Надлежност. Оваа истрага е отворена и е водена од јавното обвинителство.
Оливер Спасовски знаел толку колку што знаел Илија Димовски и Маријан Николов. Му биле дадени личните карти од страна на новинарот на Фокус, тој по сила на закон ги предава на јавно обвинителство, кое што е единствено надлежно за водење на истрага по новите процесни закони во Република Македонија. Значи, Министерството за внатрешни работи не ја води истрагата, нити ја отвара истрагата, нити ја води истрагата. Така да, Оливер Спасовски не знаел нити дали е отворена истрага, освен ако не го чул тоа од медиуми, нити до каде е истрагата, нити какви оперативни активности ќе превземе јавното обвинителство, нити па што се сега има во доказниот материјал. По сила на закон нема пристап до тие информации. Па јас имам порака за Илија Димовски. Види, ико ние знаевме дека е тој капацитетот на Оливер од Куманово и дека е момчето со ограничен капацитет. Дали вие во собранието кога го гласавте да биде министер го знаевте тоа или сега во овој момент го откривате? Сега излезе неколку пати, ама и денеска еве премиерот со свое гледање. И оно што го има кажано, не можем ни да одземам збор, ни да додадам збор, кратко, прецизно, конкретно. Можем само да го прочитам. Вели, додека ние мислевме на отварање нови работни места, на куќи за младите, на градење фабрики, патишта, нови болници, факултети, додека мислевме како да реализираме проекти од интерес за народот, некој мислел на фалсификати, деструкција, сценарија, местенки, лажни конструкции и гнасни потези. Тоа не е политика. Ова веќе не е политика. Нашиот народ не го заслужил ова. Некој се обидува да ја киднапира државата и ја држи во заложништво и нашето трпение се ближи кон крајот. Тоа е изјавата на Груевски за случајот фабрика за афери, односно еден дел од изјавата. Меѓутоа, да се подсетиме, ова е фабрика за афери, меѓутоа истиот тој СДСМ во времето кога го предводеше Владо Бучковски, имаше и фабрика за новинари. Па продуцира, доодеа сите, овие сега сите што ги гледате беа сите фабриканти у фабриката за новинари, сите до еден. Дури дел од тие фабриканти сега работат на водечки, уреднички места и во така наречените проопозицијски медиуми. Инаку, кога ја даде денешната изјава Никола Груевски во врска со случајот фабрика за афери, додаде уште неколку работи кои мислам дека треба да ги прочитам. Вели, ако допред некој ден мислевме дека опозицијата го допрела дното, сега е дефинитивно дека го пробија и дното. Ова мора да се истражи до крај и сите виновници да одговараат пред законот. Мора да се истражат сите поврзаности на овој случај со други големи случаи. Ова други големи случаи е јамп у најава. Мора да се истражат безбедносните аспекти на овој случај со други случаи. Мора да се истражи и објави како конструирани снимки и фалсификати произведени во фабриката за афери завршувале во соседни земји, а јас би рекол и во домашни медиуми. Кој тоа правел трговија со овие работи? Тоа не е само што има и други квалификации, туку е и класично антидржавно однесување против Република Македонија и нејзините граѓани. И ова не може да се оправда со невешти изјави и интервјуа на лица од опозицијата кои служат само за прикажување на лажна самодоверба. Груевски вели дека ова е срамно и бедно. Гледам дека ни најголемите поддржувачи на опозицијата меѓу новинарската фела немаат како да ги оправдаат политичарите од опозицијата. Ова има две цели. Прво, продолжување на агонијата и деструкцијата која опозицијата ја стимулира. Тие се надеваат и само залажуваат дека добиваат, иако за секој разумен е јасно дека катастрофално губат. И второ, одложување на изборите. Тие од изборите се плашат многу. Ние направивме се што се побара од нас, бевме дури и критикувани дека премногу попуштаме. Точно е, оваа критика и од мене, премногу попуштање. Тука, меѓутоа, премиерот е доблесен човек и признава. Вели, Македонија е заложник на лудилото на неколку луѓе од опозицијата кои загушени во сопствената криминогеност и под притисок на сопствениот неуспех прават постапки кои се очајни.
a očaj i postapki na očajnici može site da ne фарли во бездна. Тоа е мојата додавка на ова што Груевски го кажа во изјавата. На ова исто така, бидејќи ги споменува опозиционите медиуми, Никола Груевски, можем да го додадам статусот на Цветин Чилиманов, кој е од пред 2 и нешто часа, кој вели вака жмија в пежувите на опозицијата. Или преведено од Фрфлјовски, змија во пазуите на опозицијата. Тоа е текст со кој се гледа дека Црпко ја има загубено поддршката дури и од Бранко Геровски, па во неговата колумна се гледа разочараност. И колумната му се вика в пушовите на пушичијата. Сега јас не сум талентиран као Мече од едно оки, ама се обидувам приближно да го парафразирам бардот на СДСМовското трубадурско новина. Бидејќи се ближи крајот на годината, се прави ретроспектива на сработеното. Морам да кажам дека последната емисија што имав на телевизија, тоа е интервјуто со Александар Дугин во Москва, што го правев, предизвика таков интерес да имав реакции од Белград, од Софија, од Москва, од Германија, од Швајцарија. И интересно е дека од 4 места, а 3 се за докторска дисертација, подготовка, и едното е за некој научен труд, ми побараа дозвола да можат да го користат материјалот, односно работите што ги кажува Александар Дугин. Толку едно интервју со една тежина, со историска вредност беше тоа што е во петок. Следниот петок, овој што е за 2 дена, 25, е последен петок во оваа недела и тоа е последна моја емисија во 2015 година и како таква треба исто така да биде бележита, што би рекол, од причина што на први нема да имам телевизиска емисија, па дури тамо некаде на 8 ќе бидам во телевизискиот етер, па ете тие 2 недели да оставам некое дело, некоја емисија, некое парче, кое ќе може да се дискутира. И затоа јас ја поканив и таа со огромно задоволство прифати да гостува во мојата емисија во петок колешката Мирка Велиновска, некој ќе ја нарече Мирка Национале, јас ја нарекувам Енциклопедија Македоника, во емисијата моја во петок, која на овој начин ја обезнанувам и пред слушателите на Радио Слободна Македонија, ќе стане збор за сите и за се, никој нема да биде пардониран или заштитен, ќе бидат отворени сите карти. За позиција, за опозиција, за црква, за собственици, за олигарси, за новинари, за стручњаци, за експерти, за уредници, за пред се и над се странските дипломати од 4-5 дипломатски представништва, не од другите, за меѓународната заедница, притисокот во Македонија и, што е многу важно, предпоставката во која ги дава своите предпоставки Мирка, никогаш не греши, па јас ја нарекувам, а таа се лути пророчицата од Аминта, да ја направи, да го направи своето пророштво, односно да ја направи својата анализа, односно да ја направи својата експертиза за тоа што не очекува во следната 2016, особено во првите 4 месеци, заклучно со изборите на крајот на април. Против сите од естаблишментот, против сите институции, против сите надворешни и внатрешни пријатели, меѓутоа заедно со народот, со обичниот човек, со оној човек како и мене, што не може да се плати на време телефонска сметка, што се плаши да не му биде исклучена струјата и нема на време да плати
струјата, што секогаш има можност да наполни полна корпа во Тинекс, а некогаш има, некогаш нема. Кој мора да стави плин за да му троши автомобилот помалку, бидејќи му е на бензин. Значи, Миленко Неделковски е против сите, меѓутоа со овие, со паталци, нормални граѓани на оваа држава, луѓе кои сакаат природа, луѓе кои сакаат животни, луѓе кои не можат да си купуваат нови аута секој ден, луѓе кои немаат скапи часовници, луѓе кои немаат скапи прохтеви, кои не пушат скапи цигари, со тие е Миленко, а против овие други сите. Тоа од секогаш било, од кога сум бил тинејџер, од кога сум бил во зрели години, а и сега, кога годините се такви да, што вели една изјава, има 3 доба во кои се наоѓа човекот. Првото доба е кога верува во Дедо Мраз, второто доба е кога не верува во Дедо Мраз и третото доба е кога личи на Дедо Мраз. Јас сум во ова трето доба. Али и трето доба треба да се проба. Се слушаме следната среда. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Тоа беше попладневното радио шоу на Миленко Неделковски. Hasta la vista, baby.